Субвенциите се значителна подршка за земјоделците. Директната финансиска помош која беше исплатена во изминатите десетина години помогна значително за развој на аграрот. Според експертите, субвенциите се од особено значење за развој на земјоделството, а без нив, дури 80% од земјоделците нема да се занимаваат со оваа дејност, бидејќи таа се смета за нерентабилна и нископрофитна. Според професорот Владимир Џабирски, без 10-годишното инвестирање во земјоделската технологија, но и во модерното производство, овој сектор ќе бил многу неразвиен. Вкупно економските пресметки извадени од статистиката покажуваат исто така зголемување на земјоделското производство за некои 10%, што исто така може да се препише на субвенциите, односно на комплементарноста, пак ќе речем, јас на политиките, на директните плаќања и во кои спаѓаат субвенциите и програмата, односно мерките кои се применуваат во руралниот развој. За значењето на субвенциите и мерките за руралниот развој, со свој став и деканот на земјоделскиот факултет. Сериозни се средствата кои што земјоделците ги добиваат и без кои средства тешко би можеле да се носат со предизвиците на конкурентноста и се повеќе отворените пазари за кои што Македонија има склучено договори. Овие субвенции во одредени подсектори, значи имаа силно влијание да не ги изгубиме тие производства, да не ги изгубиме производните капацитети. Инаку, оваа недела продолжи исплатата на субвенциите за земјоделството. Како што информира од Министерството за земјоделство, обезбедени се 100 милиони евра за финансиска подршка. Според директорот на платежната агенција Игор Златков, прво ќе бидат исплатени производителите на млеко и субвенциите за предадена оризова арпа, а отпочната и постапката за субвенциите за полјоделство, градинарство и оризопроизводителите од реколтата 2016 година.